Експресно закажана, па без посебно објаснување одложена седницата за европски прашања на која требаше да започне дебатата за нацрт законот за попис. Председателот на Собраниската комисија Артан Грубиш Туро се правда. Законот за попис не е причината, туку не бил обезбеден представник од мисијата на Европската унија, бидејќи на дневен ред на комисијата беше и извештајот на Европската комисија. Комисијата ја закажавме во петокот попладне, но на дневен ред е извештајот на Европската комисија, па поради краткиот период за подготовка, затоа што за жал времето за подготовка беше многу кусо и за време на викенд не успеавме да осигураме представник од мисијата на Европската унија, ниту да го поканиме дипломатскиот кор невладините и други гости. На официјалниот собраниски сајт за сега нема нов датум кога би се одржала комисијата. Од ВМРО ДПМН пак се децидни. Нема да поддржат шверцерски попис во кој не се вмитнати забелешките на опозицијата. Претходно партијата предупреди дека е можно да ја бойкотира оваа статистичка операција, доколку законот биде донесен на брзина без исцрпна расправа. Тоа покажува тенденција за носење на закон изработен вон стандарди на Евростат и на релевантните меѓународни институции. Ке повторам дека во насока на тоа доколку власта продолжи да турка вакво законско решение без да бидат слушнати аргументите и разменети аргументите со опозицијата, без да биде вклучена ВМРО ДПМН во изработка на еден ваков законски текст, без да се остави доволно време за вклучување во една вистинска расправа, тогаш постои можност да се спроведе попис без учество на ВМРО ДПМН. Од владеачката партија пак вела дека опозицијата имала доволно време за интервенција на законското решение. Јас очекувам дека сите политички субјекти ќе разберат суштината и потребата од пописот на населението. Очекувам и ВМРО ДПМН да се охрабрат и да се откажат од намерите за бойкот. Се има начин како во рамките на собранието, во рамки на преговарачки групи, во рамки на партиите, каде може да се дискутира тоа, на крај да се донесе одлука која што ќе биде во интерес на граѓаните. Првиот човек на статистика Апостол Симовски се правда дека немало координација со партиите поради нивни ангажмани, а не по вина на заводот. Сепак вели дека во следните 2 дена ќе седнат на консултации со претеничките групи во парламентот за содржината на пописот, но јасно е дека диаспората ќе биде попишана и етничката графа по притисок на јавноста ќе биде вклучена. Требаше да имаме, но не по наша вина, немавме дебата и со претеничките групи. Тие тогаш дали не можели, што ли беше, не знам причината која не можам да го говорам директно. Меѓутоа, постојано бевме во јавност. Законот за попис во ноември месец беше ставен на увид на јавноста, на ЕНЕР. Ако не се лажам, 40 дена беше на ЕНЕР страницата, немавме никаква забелешка. Во писмена форма им е дадени на политичките представници во парламентот, немавме никаква реакција и вчера навистина ме зачуди од еднаш таквата реакција. И додека партиите реагираат за нацрт законот, статистика најавуваат дека на престојниот попис диаспората ќе се попишува, а за тоа ќе бидат обезбедени и посебни поволности. Оние кои нема да бидат во Македонија, за нив податоци ќе може да достават блиски роднини, а ако не биде искористена и оваа опција, 1 месец порано од закажаниот попис ќе може да ја користат и веб апликацијата на статистика. Од петок започнува и пробното попишување на населението.